Почитувана македонска јавност, еден полуписмен министер на барање на друг полуписмени пион донесол полиција пред и во собранието. Од цела Македонија демонстрира сила. Првиот полуписмениот е слеп послушник на вториот пион, којот како наводно одби предлог, што го немал видено, после тоа го прифати на невидено и глуми некаков си визионер, загрижен државник, а во суштина е само обичен предавник на македонскиот народ. Токму тој пион во улога на премиер, покорувајќи се на бугарските шовинистички барања, го понижува македонскиот народ и гази врз гробовите на знајните и на незнајните јунаци од македонското славно револуционерно минато. Во контекст на демократизацијата и употребата на сила, односно присила со полиција, имате ли вие процена? Кој ви ја прави? Зошто е толку полиција во и околу собранието? На Спасовски му крадат оружје од сред полицијска станица, а тука трупа полиција не баре ќе оди на Солун. Идиотизам класичен. Зошто толку полиција, ако е се во ред со слобод? Да не мислите дека ќе го исплашите народот, чии што гласи песни не сакате да ги слушнете, и кој е сплотен, како што не бил од поодамна против вашите анационални политики. Или може би демонстрирате сила врз вашите полтрони, пратеници, во кои немате доверба, не се грижете за нив и одамна го изгубија националното чувство, ако воопшто некогаш ќе го имале. А може би мислите дека ќе ги исплашите и пратениците од ВМРО од опозицијата. Ова е уште еден доказ дека станува збор за хибриден режим и окупирана, односно киднапирана држава. Што треба да покриете и да дефокусирате? Зарем мислите дека фарса која ја правите со некаков си лист хартија, што ни го доставивте и глумите некаква инклузивност на процесот за предавство, на македонските национални интереси, на македонскиот народ, никој не ја гледа? Или повторно, како и на 27 април, подготвувате сценарио и мислите дека ќе го наместите и народот и опозицијата да ви влезе во вашите темни сценарија, за да после уценувате пратеници за двотретинско мнозинство? Па тој филм нема да го гледате. Што викаат оние вашите братски хора, минаха години, а предавниците во редовите на ВМРО се завршена приказна. Промена на устав нема да има. Пионот инсталиран како премиер и кој е донесен со единствена задача довршување на отпочнатото предавство од неговиот претходник Зоран Заев за целосно обезличување на македонскиот народ, нека се свести дури е време, оти прифатил промена на устав, не мислејќи на последиците. Исто како што и неговиот газда не мислеше кога го подпишуваше договорот со Бојко во 2017. И видете фарсата и парадоксот. Пионот не доставил информација на еден лист хартија по која треба да дискутираме, што не е во надлежност на собранието, туку е во надлежност на владата. Значи, собранието не гласа за францускиот предлог, туку за некаков си лист хартија, односно известување. А од друга страна, истиот тој пион, како владин функционер, прифатил промена на устав, што е во надлежност на собранието. Значи, владата ниту си ги знае своите, ниту ингеренциите на собранието. Таа влада ја избра овие тука што седат пред мене и гледаат во земја, мислејќи дека некој ќе им ја заборави и прости штетата што ја нанесуваат на нашата татковина Македонија. Прочка нема да има за никој. Ова ви го тврдам и ви го кажувам најодговорно. Почнувајќи од Заев, преку неговиот пион Ковачевски, залутаниот во вилата на Водно-Пендаровски и сите кои се огрешиле против својот народ. Тоа да си го знаете, јавно ви го кажуваме. Прочка нема да има. Почитувани граѓани, Македонија ја водат интелектуално инфериорни, уценети криминалци, на кои не им се процесуираат кривичните пријави. Односно, тоа се лица без никаков кредибилитет или познавање на областите што им се доверени. Што мислите, зошто секој европски бюрократ или како што ги нарекува пенски скркничари на пруги прават кариера на нашата Македонија и експериментираат со македонскиот народ? Толку ли си немаат проблеми во нивните држави, па доаѓаат да ги решаваат нашите проблеми? Зошто токму денеска дојде господјата на која ја аплаудиравте тука? Знаете зошто? Затоа што начекаа меко го препознаа тој полтронски и подданички менталитет кај Заев, кај Ковачевски и кај Османи. Затоа што видеа дека СРСМ како партија ни оддалеку не наликува на партијата од пред неколку децении, кога колку толку имаше некаква национална свест. Денеска СРСМ имаат национално неосвестени пратеници. Клиентелистичи и личен интерес е многу поважен од Македонија. Но среќа е што СРСМ не е Македонија. Македонија има синови и ќерки кои секојдневно излегуваат и гласно кажуваат не
на асимилацијата по бугарски трк. Македонија има синови и ќерки кои се решени до крај да си го бранат своето. Ние македонците туѓото не го сакаме, но своето не го даваме и сме подготвени да се бориме до крај. Нема промена на устав по бугарски диктат и без гаранции за македонците. И тоа не по цена на нашите политички кариери, туку по цена и на нашите животи. И ова треба да го знаете. Ова да си го запишете и запомтите. Доста се играте со Македонија. Слушнете го гласот на народот, не на ВМРО. Збор 2 за предавниците во владата и во парламентот. Не паѓајте на манипулаторот од Муртино. Се сеќавате ли на часовникот што одеше напред, а не назад? Се сеќавате ли на бенчмарковите? Се сеќавате ли на датумот кој го добивавте неколку пати? Се сеќавате ли дека збор за датум немало, но бил присутен тука во собата? Се сеќавате ли дека ЕУ интеграцијата ни стана само желба и надеж? Исто и сега ве тапшаа по рамо, а на крај ќе завршите низ канализација. Никој здраворазумски одговорен човек нема да брани нешто што не го видел. Ова е врв на лудилото. Толку ли му верувате на Бојар и на Ковачевски? И зошто? Со што покажаа тие досега дека може да им се верува? Една постапка кажете и јас ќе се повлечам од тврдењето. Во животот се поминува, така и мандатот поминува, но срамот останува. Вашите деца ќе ве колнат, затоа што ќе ги плукаат во училиште, затоа што лично вие со подршка на предавничката влада ги брендирате дека се деца на една аморфна маса што седнала, што станале пратеници на бандата на предавникот Заев, а не се пратеници на народот. Македонска јавност, погледнете ги овие што сте ги гласале. Овие аматери успеа да направат проблем од историјата и од македонскиот идентитет, а македонскиот јазик го сведоа на дијалект, на бугарскиот. И не само тоа, туку и овој проблем успеа да го надградат, односно да го стават во политичко-правна рамка и да му дадат легалитет. Не дофрлите од место, земете реплика. Се повикуваат дека имале гласови и дека со народни гласови станале пратеници и се власт во Македонија. За мен овие изводи што седат пред мене не се мои колеги. Немам никаква почит кон нив, како и кон тие што се уште ги подржуваат. Иако сум пратеник на сите граѓани, искажувам непочитување и кон тие што сега ги подржуваат. Тој што го подржува предлогот на предавникот Заев и го подржува предлогот на Бојар и Генчовска, не заслужуваат да се наречат македонци. Вие непочитувани колеги сте изводи македонски, општествени отпадоци што не заслужувате да го дишеме истиот воздух. Македонска проклетија е во тоа што на власт имаме квинслизи кои се спремни на се само за да останат на власт. Квинслизи кои се додворуваат распродавајќи се што не е нивно. Останува нејасно зошто им го прават тоа на своите, на нивните гласачи, на нивните членови, на нивните симпатизери, ако воопшто ги имаат. Зошто и го прават ова на државата и на народот кога знаат дека почеток на преговори нема да има. Дојдоа со агенда за живот, економија, а се занимаваат со распродажба на најсветото затоа што не е нивно. Еве совет за овој што избега за премиерот, што не го признавам. Прво, народот те плаќа да ги браниш неговите интереси, а не да ги распродаваш. Второ, ке скапеш во затвор, ке скапеш. Нека ти е јасно и на тебе, и на тие што те климаат со глава. Можете да се смеете од сега до утре са бајле, ние ова ќе го реализираме. И трето, се уште имате време да кажете не. На вас останува. Да живее Македонија!